Затоа, Охридскиот договор не треба да се гледа како затворен и завршен документ, туку како жив механизам на нашиот уставен поредок и како политичка насока за секоја институција на државата. Тоа подразбира институции кои функционираат врз принципот на еднаквост и правична застапеност, јавни политики кои создаваат доверба меѓу заедниците, како и администрација која им служи на граѓаните без разлика на нивната етничка, јазична или верска припадност. Од тука, наша одговорност е да ги спроведуваме неговите одредби и да се придржуваме до неговиот дух. Токму тоа го правиме и ние како влада, неодамно и со предлагањето на собранието на една значајна одредба што произлегува од овој договор, како што е законот за соодветна и правична застапеност. Децении по подпишување на договорот имаше и поединци и цели политички структури и цели политички партии кои што за среќа не се дел од оваа влада, кои што договорот го злоупотребуваа за своји лични интереси. Се обидуваа да прават раздор, да поттикнуваат лажен национализам, етнички тензии, на тој начин да владеат со државата и мора да признаеме дека долго и успеваа да го прават. Тоа за сега е да видиме во овие 2 години дека во суштина најголем дел од работите биле поврзани со личниот и семејниот интерес. Не смееме да дозволиме тоа да се случува во иднина. Мора да гледаме напред, но и мора да се свртиме назад и да видиме кои се луѓето кои што ги злоупотребуваа најсуптилните лични чувства на народот за своји лични интереси.